Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Вчера имаше еден навистина грозоморен настан во Република Србија, во нашиот северен сосед и веројатно нашиот најблизок сосед од сите кои ги имаме. Ученик, 14 годишен, 7 оделение, усмрти 8 деца во неговото училиште со огнено оружје, а во исто време беа и повредени. Неколкумина се борат за живот во овој момент. Две деца се борат за живот, тројца се надвор од животна опасност, меѓу кои и наставничката по историја. Илица, ние сме општество многу близко со српското. Културолошки практично содействуваме. Она што е модерно ин во Србија е модерно ин и овде. Така што оваа тема е навистина значајна и за нас како општество, како што и за Република Србија, и токму затоа не грешиме што и го даваме овој простор, наместо да се занимаваме со дневна политика. Туку и јазичната блискост овозможува, да речеме, кај вие словенските народи, постиго словенските главно, се што се случува лесно се пренесува од една земја во друга. Од Словенија до Македонија и наназад. Од таа причина ве забележувам една работа која што вчера, например, ме изненади, дека буквално и Хрватска, и Босна и Херцеговина, и Словенија, не видов Црна Гора, има реакција на нивните министри за образование дека ја креваат будноста во училиштата заради овој настан и заради можностите од непосакувано, да речеме, некакво прелевање со некој феномен на копирање на тоа што се случува. Јас се надевам дека такво нешто, некои мерки превзема и Министерството за внатрешни работи овде и Министерството за образование. Повутро имаме еден гостин кој е мој колега, новинар, за разлика од мене и образован во делот на новинарството. Јас сум, како да кажам тоа, преквалификуван. А го канеме поради еден статус на социјалните мрежи кој вчера предизвика огромно внимание во Македонија, затоа што по националност е србин, го напише на српски. Сега, доколку го читаме на српски, ќе имаме проблем со Советот за радиодифузија, затоа што немаме лиценца за српско радио, но генерално едно сиже од ова писание на Никола Здравковиќ е дека каква културолошка матрица сме создале, такви плодови ќе сркаме денес. Па, прво, добро утро, ви благодарам на поканата и тажно е што ваков е поводот да ја отвориме оваа тема, меѓутоа тема што требаше да биде отворена порано не само во нашето општество, туку и во општества блиски до нашето. И за жал сега се што можеме да направиме е да видиме до што овие културолошки шокови можат да доведат. Така што апсолутно сте во право кога констатиравте дека работите од екс и општествата се прелеваат едни кон други заради блискоста и демографска, и културолошка, и јазична, и едноставно најпросто кажано, децата тоа што го гледаат и што го слушаат во било која од една од екс државите, тоа го прават и во другите. Ти ги споменуваш во твоето писание, велиш, ајде снимете уште некоја моронска серија каде криминалците се представуваат како витези, малку ви се јужни ветар и клан. Немојте никако да го тргате од телевизија Кристијан Голубовиќ и слични крими карикатури. Снимете и некој документарец за другите криминалци, величајте ги малку. Дајте уште некоја болест како задруга за национална фреквенција, да гледаме како сега овој збор, не знам дали... Да, понатаму во статусот имам зборови кои што се малце... Да. Знаеш, Никола, јас се случајно, еден мој пријател има деца и вели, мојот син не може да престане да го гледа Бака прасе. Ја не знам што е тој Бака прасе. Така. И кога видов, викам,
Ајде да видам што е тоа. Ја прво мислев ми делуваше Ивица како некаков детски цртан филм, нели, бака и прасе, ме разбираш, нешто као Маша и Медвед, како некој таков Така. концепт, и укуцав на YouTube бака прасе и видов еден така, околу 25-6 годишен дечко кој е билдер, заработува илјадници евра од маркетингот на YouTube и шири простаклук. Да, тоа се ненормални цифри. Се однесува, како да кажам, мизогино кон жени, се расправа со луѓе, прави булинг и така натаму, и затоа тоа го снима, го става на YouTube и добро заработува од тоа. Епа, тоа кажува и неговата заработка всушност не говори за тоа што е прифатено, што се гледа, што се слуша и што се шири. Он нема да ги заработува тие пари да не зрачи колку што и каде што зрачи. А зошто е толку популарен? Тоа треба да се запрашаат прво и веројатно родителите на тие деца, од кои што тој ја црпи и популарноста и заработката како резултат на таа популарност. А дури ја мислам дека и малце сме благи во констатацијата за мизогинија, за работите што он ги збори, па и што ги прави, затоа што, не знам, јас се трудам да не го следам, меѓутоа општеството е такво, сакаш да следиш и тоа што треба, меѓутоа и тоа што не треба, за да знаеш како не треба. Дека ова е сериозно загрижувачки за нашето општество. Скрос. Говори дека ние во Македонија по друга страна, затоа што сега ја ова што ќе кажам, многу ќе ми се наљутат, нека ми простат, но тоа е моето лично гледиште. Го констатирам врз база на моje поимање на културата. Јас сметам дека Србија е културолошка провинција на Европа, а Македонија е културолошка провинција на Србија. Па И на ништо не се Бугарија. изгрешило. Ја така ги гледам работиве, но овде во Македонија имаме ние исто јутубери кои велат дека овој бака прасе име идол, каде што исто така се промовираат истиве овие работи и извинете вака, ама 14 годишни, 13 годишни деца гледаат проститутки кои објаснуваат што како правеле со нивните дечковци, Така. како и така натаму. Па, како е дојдено до тоа тие обскурни ликови да стекнат таква популарност? Помеѓу младите. Генезата е веројатно многу години наназад, каде што некој сакал да направи нешто ново со појавата и на интернетот и напредокот на технологијата, меѓутоа уште кога почнуваат нели да се наметнуваат оние стандарди, да ги кажеме, слобода на говор, слобода на изразување, тука се помешани многу лончињата и многу луѓе почнуваат да се земаат за слобода да креираат содржини кои што и па и не се баш слобода на говор, туку баш треба да подлежат на многу филди, дали да се емитува, како да се емитува, што да се емитува. И едноставно Не за джабе на телевизија има 12 плюс, 13 плюс, 15 плюс, некој така. Епа да, меѓутоа сега доаѓаме до тоа дека пак и на телевизиите тоа што стои како забрането за одредена возрастна категорија, можете на интернет да го најдете слободно. Еве, на пример, за овие ликови за кои што збориме, јас влегувам на било кој сајт, спортска вест да прочитам, спортска, од страна, Да, затоа што сега со ви тоа се бавиш. Јас влегувам ама и општо цел живот сум спортски фанатик, ме интересираат сите спортови, јас влегувам на било кој сајт, се сакам да прочитам повеќе сајтови, да видам некој различна вест ќе пренесе друг што не ја покрил, иста вест различно третираат. Значи ти влегуваш во спортска секција и од страните бомбардиран си со содржините од реалити програмите, што рекол Кристијан Голубовиќ, најновиот трейлер на оваа крими серија, на онаа крими серија. Тука немаш ти веќе немој ова да го кликнеш, немој ова да го гледаш, забрането е за под 12 години, затоа што и тој 12 годишниот може да кликне да укуца што сака на интернет да најде. Ивица, ти си бил и дел од образовниот систем, нели како професор во една скопска гимназија, како еден од поомилените професори, одблизу ги па не знам, твои средношколци уште ни пишуваат тука
пораки на лидер горе да те поздрават. Тоа значи фала им, добро. дека си бил убиен и една професорка за малку ќе беше убиена. Беше убиен чуварот во училиштето. Значи вака се училиштата се треба да бидат едно од најбезбедните места во секој општество. Ако. И жалосно е што една работа која што тотално беше нетипична за нашите простори се прелеа. Не се прелеа од Србија, не се прелеа од Америка, сега да бидеме искрени. Од Америка се прелеа во Западна Европа. Од Западна Европа дојде навака. Не само навака, имаш и во Русија, нели еден случај таков лош. Не, во Русија лани имаш, ги гледав статистиките, синојка, сега ќе ми простите. Во Соединетите Американски држави има лани околу 20 и нешто вакви случаи, во Русија има 10, така што пата се веќе во таа работа која ќе видиш колку население има на едното, колку население има на друго место. Они може да се прикажуваат дека се нешто различни, но културно не различни се, затоа што сепак нема во Русија достапност до оружје како што има во Америка. Тоа е ненормално. Јас сум живеел таму, на пример, ја кога видов дека никој, очигледно е, јас кога зборам таму, зборам со акцент на странец. По делот кај се продава оружје во Walmart, влегувам, јас можам да купам сачми и оружје без никој документ да не им побара во некои од тие јужните држави. Значи, таква е достапноста до оружје во Соединетите Американски држави, зборуваме за смртоносно оружје од типот на пиштоли, пушки, едно друго. И кај нив малку претеруваат. Тој вториот амандман вчера зборувавме со Лјупчо, не е апсолутен. Ај нека проба некој да земе. Да земе ракета, земја воздух, да се стави во двор, да видиме дали ќе може да ја земе или да земе тенк или било што. Од 99-та до денес во Америка до 22-та се извинувам, во Америка имало 380 школ. Од 99. Да, и види, и сега, значи не, ама во Америка проблемот е јасен. Кај нив Националната асоциација, Националното здружение за пушки во соработка со индустријата на оружје оневозможува таму да се донесе насилно законодавство со кое што ќе се регулира поседувањето на оружје во Америка. Тоа е тоа. Ова меѓу друго тебе види една статистика. Самоубиствата во Америка колку се повисоки од било која друга земја во свет. Затоа што имаат оружје. Пристап до оружје има. Тоа е целата работа. Сега, по мене тука треба да насочиме дебатата, затоа што од овие феномени нема да избегаме. Сега, јас сум малце постар од вас и кога немаше задруга Кристијан Голубовиќ, во 80-тите години во Скопје се знаеа тие малски фраери и така натаму. Сега малските фраери само се прелеа на Фејсбук. Мислам, како збориме, тоа е тој феномен, знаеш. Вела тебе имаше вчера една слична дебата као твојава, која држи воде, има аргументи, да има, како не, огромна културолошка дегенерација, но вела, видете, ние растевме со филмови како Пила, Роки Балбоа. Ама гледај, ти мораш да чекаш на одреден канал, одредена саатница за да ја гледаш Пила и не ти се сервира Пила во 4 попладне, ме сваѓаш. А сега се е достапно, секаде е достапно и содржините се, ако са иронично е тука да го употребаме зборот напреднати, ама сега имаме хорор содржини 5 пати пострашни од Фреди Кругер. Пила, од Фреди Кругер, денеска е дете од градинка, денеска што се сервира. Друго, точно е дека генерациите, например, што се од мене 10 на 15 години постари, растеле со кнеле, со приказни такви, меѓутоа никој не снимал серии каде што се романтизираат тие ликови, каде што се сосем спротивно на каде телевизија, што се прикажуваат како модерни Робин Худови. Ај се да видиме што е, да видиме системски како овие работи треба да се прават. Не, видете, сега прво сега ќе кажеме, ќе земеме овој случај да го анализираме конечно. Видете, прво, таткото на ова дете, 14 годишно дете, го носил него на стрелиште, затоа што имало хоби да пука. Извинете, 14 годишник не смее да пука. И сега, можете да замислите, он знаел да пука, затоа што ти, сепак, ако не знаеш да управуваш со огнено оружје, да отидеш и да застрелаш толку многу луѓе,
најверојатно ако не знаел да пука, ако не би одел на стрелање, сега ова грев пред Бога да го кажем, но веројатно сам ќе се утепал, немало да стигне да ги направи, затоа што не знае да ракува. Оружје сепак малце не е толку едноставно, нели? Тука е проблемот многу покомплексен. Прво што тоа дете, како што кажа и српските безбедности структури, дека детето ракувало со оружје како обучен војник. Значи, празнење, полнење шаржери, прецизност со 15 куршуми да убие толку луѓе, подготовка на молотови коктели со кои што ќе прави бариери полицијата да не може да се пробие, па оние шеми што ги подготвувал месец дена во која училница, како во која клупа ќе ликвидира, па ако не стигне ги ликвидира сите приоритетна листа. Значи, тоа е една озбилна подготовка што ние во филмови сме ја гледале како Нема, види Никол. Не, поентата ми е дека како истиот тој родител што го носел на стрелиште и на пукање, не приметил дека неговото дете можеби има склоност да направи ексцес од волкави размери. Види, сега, во однос на родителите. Првиот проблем во однос на родителите негови. Значи, прво, го носи да на стрелиште дете кое не е полнолетно. Дете кое не е развиен човек. Не за џабе некои работи се прават после 18 години. Не за џабе и ја сум почнал да пушам цигари во втора средно, трета средно, ама не за џабе само на 18 годишњаци треба да им се дадат цигари, затоа што во тие моменти се уште се случуваат одредени развој во организмот, психофизички и така натаму. Тоа е прво. Второ, значи го носел на стрелиште. За мене тоа е психопатски, извинете. 14 годишно дете да му даеш оружје, за мене сте психопат. Не сте нормален човек, затоа што одедно, наместо да го носите вашето дете во линија да биде една здрава личност, пацифизирана личност и така натаму, вие правите од него крволочник. Крволочници не може да бидат здрави луѓе. Едноставно, дете на 14 години може да гледа романтично кон пукање на амерички филмови. И толку. Не може да му даеш оружје во рака, тоа е прво. Второ, му има дома чувал 2 пиштоли и толку многу шаржери со куршуми. Зашто ти се тебе до дома толку многу шаржери со оружје? Тоа треба да отвориме како тема, Лјупчо, за да не рипаме од да не рипаме од тема на тема. Мислам дека факт е тоа, дека дојде до една, ја би рекол, милитаризација на општеството. Покрај ова, види, ја во Шкотска кога се случи една ваква работа, прво што направија ги заострија до невидени граници законите околу оружјето. И јас затоа што сум живеел во Америка, тоа стварно ми беше грозно што го видов таму. Јас стварно мислам дека на оружје му е место во спортски клубови. Ловечки друштва и спортски друштва кои се занимаваат со стрелање, толку, а не по дома. Тоа е едно. Второ, и никој не сака да кога грешат зарем некој ќе им го зема оружјето на граѓаните, да, треба да им го земе 21 век. Значи, граѓаните им било неопходно оружје 16 век, љума на рамијата, не знам кој, и волци што можеле да ги изедат, да, тогаш требало. Во моментот волци не може да ти изеда, затоа што живееме во урбани места и нема рами и по друмови. Туку има полиција која што казни дава и која што регулира како изгледа сообраќајот. Значи, нема место за такви работи. За ова треба сериозна дискусија, што не имаме. Не само тоа, во таа милитаризација забораваме. Овие приватни агенции за обезбедување станаа мали приватни армии. Да. Извини, јас се чувствувам непријатно. Ја мислам дека полицијата треба да има, полицијата и војската треба да имаат монопол. Дали газдата на Никопе ментално урачуни, што има и дека утре не знам ке направи некој. Да. Во однос на ова со школите, Лјупчо, ја мислам дека и тука би забораваме една работа околу добро, не сакам да послужи, нема ни да кажеме, сите знаат кај сум работел. Меѓутоа, училиштето кај што јас работев имаше еден развиен систем покрај школскиот систем и воншколскиот систем, во смисол дека и слободното време поминато на училиште да се канализира на децата и да се гледа што се случува на крајот на краиштата. Дури имаше и политика на затворен кампус, дека не сме никој да излегува штом почне школскиот час, додека не заврши школскиот ден. Так. А не да. И малку заборавивме на тоа. Сега имавме во секоја школа имавме педагози, психолози, нивната роља
За жал, сега веќе не е ни класично, сега таа роља се дигитализира, сега социјалните мрежи меѓу другото даваат некакви индикации за нив. Од друга страна, не сакам ова да испадне како барање на некоја лоша паралела, меѓутоа мислам дека и тука има една паралела. Се сеќавате кога еден, и тоа е дете, иако полнолетен беше, еден 19 годишен дечко од Јаја Пашона му настрада како борец на ИСИС во Сирија. Да. По мене има целосна паралела, и веќе кажам зошто е паралелата. Кај гледам ја паралелата? Сме потврлиле како прво родители, сме потврлиле како школа, требало да видат тие деца дека тоа дете се радикализира таму. Сме потврлиле како соседство, сме потврлиле како општество, како организирана религија, како невладени организации што треба да го организираат некој живот на детето, како спортски клубови. Значи сеопфатно потврдување на општеството, еве со што завршува. Некој на 19 години замисли се, роден у Скопје, ќе иде таму у Сирија ќе гине. Не, ама Луда работа. Знаеш што? Еве го гледај ова сега. Значи, Види, тука има повеќе димензии. Она што вчера го видовме, ова дете претходно учело во приватно училиште, каде што било жртва на булинг и на насилство, дури устата му била исечена од негови соученици. ама и ова училиште е такво? Сега, од таму, не, ова е државно. Не, ова е, што видов не, ова е државно. Но е елитно, видиш кои деца иделе таму. Па добро, сега На француски се учило, се полагало едно... Една од едната девојчиња французинка. Од тој дел на Белград бил каде што живеат овакви, иначе и е државна школа. Сега, што е суштинава? Од приватно во школа, детето се поради булинг, поради тие работи се префрлува во ова државна школа, која исто така е елитно. Он е одличен ученик, со сите петки, добар ученик, оди по надпревари така натаму, но она што им го кажал вчера на полицајците е дека не бил доволно прифатен од околината. Дека бил изопштен од околината и дека на екскурзии, на одмори, на било какви дружби со соучениците не го прецепирале за жив, дека е тука и дека он не можел да се помери со тоа. Сега пак доаѓаме до тоа дека е повеќе димензионален проблемот. Од дома не приметиле тие дека детево им се повлекува, дека го изопштуваат, или не приметиле, или приметиле, ама не се замарале, што е жалосно и едното и другото. Зошто он не се обратил кај надлежните во своето школо, нели важи за поелитно школа, таков би требало да биде и кадарот, без намера да го навредам кадарот во можеби послабо рангираните училишта. Или кажал, ама не знаеле да се справат, или не ни кажал. Ако не кажал, зошто не кажал? Зошто не се чувствувал слободно или со недоверба да пријави дека луѓе овие ме изопштуваат? Значи, да почекаме, значи, ова ќе биде долги години тема. Мислам на оваа тема, ако ништо друго барем ја познаваме Србија. Така. И Македонија познаваме. За жал, токму на оваа тема ќе има сега студии, анализи. Сигурен сум дека кај нив ќе има и од овие органите, центри за социјална нега, министерствата и така натаму. Да почекаме да ги завршиме тие работи, знаеш. И никоја анализа нема да ги врати. Бе, факт е тоа, сакам да кажам да не судиме веднаш, да почекаме да ни дојдат овие да. Нема да ги врати, нели, велат дека имаме проблем со тон некаков овде во стримот. Мрежи, не знам, видете дали се во ред. Овде во коментарите на Facebook ви велам. Знаете, не знам како ќе заврши целата таа работа, но животите нема да се вратат, а оно што ние како општество мора да го учиме, Ивица, е дека вие мора на вашите деца да им обрнувате внимание. Нели, прво, што гледаат, како гледаат, каква култура впримаат, потоа исто така потребно е, освен тоа, да влезете и во една друга, во еден друг процес, да им објасните што е насилство, што значи да почине некој, да биде некој убиен и така натаму. Тука е суштината. Има еден друг феномен, например, јас вчера тоа што си го имав како пост објавено, значи тоа исклучиво некое мое мислење врз база на работи кои што ги гледам, кои што ги слушам. Сега стигнува тоа да се расшири колку што стигнува и мене ми е глупаво е да кажам
мило, пошто не е за добра работа, ама што 99% од луѓето го сватија на начинот на кој што било замислувано кога било пишувано. Меѓутоа имаме проблем со 1% луѓе, џабе сега се правите паметни. Зошто претходно некој не бил паметен, или зошто е излишно сега некој да паметува за да превенираме, не дај Боже, тоа од Србија да се прелее Здравкович, кај нас. сега ќе ти кажам. И јас сега ќе ви кажам, кога зборуваме за општествена одговорност околу овие работи, ова што јас го раководам овде, малечко во просторијче, е локално скопско радио. Со музиката која јас ја одбирам, станува збор за една културна музика од 80-90 години, рок-н-рол, навечер имаме и, знаеме да изненадиме со джез, знаеме и добра поп музика и така натаму. Ние со ова што од овде го емитуваме од ова мало станче во аеродром, ние се бориме малку барем да спасиме нешто културолошки во земјава. Ја можам да станам најкомерцијално радио и наместо ова што го заработуваме овде да заработуваме помножено со 5, доколку не знам кој ги пуштам овие аутотюнашиве, Корнели, Морнели, како се вика, не ни ги знам, не ни ги пратам, знаеш, сакам да се изолирам од тој свет на ама шум. се доаѓаме тоа дека луѓето имаат Каде што пеат за убивање, за некои кокаин. луѓе имаат сериозно искривена перцепција на работите. Еве, на пример, јас не сум суетен и еве прифаќам. Пишал некој, еве го овој експертот за се пишал статус. Добро, еве јас прифаќам дека јас сум глуп, аналогно на тоа, глуп ми е статусот. Сега, ако ја следиме аналогијата на тие таквите, нели се што е глупо, треба да има контратежа која што е паметна, нели? Која е контратежата што е паметна на мојот глуп статус? Ако е глупо, ја тврдам да се снимаат вакви серии, значи контратежата е дека е паметно, така? Ако ја тврдам глупиот, нели, под наводници, дека Глупо е реалити шоу дека да има. не треба задруга да се емитува каде што се шамараат на daily basis и каде што еден лик има односи у текот на 24 со 5 други особи, значи извини, тоа се работи што ја утре нека мојот да ги гледа. Ако јас викам дека е тоа погрешно, а некој го смета за глупо, која е тоаш неговата контратежа на моето глупо? Дека тоа е прифатливо? Не бе, јас сум познавал во мојот живот, сум ги тргнал таквите луѓе нормално затоа што имам одреден образ, но јас сум познавал луѓе кои што ги на познаваш. като дневно ниво гледаат задруга секој ден и се заразени од задруга. Знаеш, ги гледаат оние лудаци внатре. Ама и тие луѓе воспитуваат деца за тие збори. Ја или не ги познам или пред мене не се пофалиле, знаеш. Значи не, Блазнесиви. Може и тоа. боли, не, ја понекогаш веќе не ни прашувам за тие работи за да не се стресам. Некој ни кажа, ние имаме таму убацено човек. Убацено, имаме еден доучник од околината на премиерот Ковачевски, кој секој ден го поминува со него, која не пушти една песна таква аутотюнашка за кокаин и за пиштоли, за екипа у која се твори. не, со тоа што ли пак да бидеме- Ковачевски вика на репит, ја слушаше цел ден, вика. Вака се, да бидеме искрени, знаеш, Лјупчо, знам дека ти негуваш, ама не Ева, ова е само почеток за музика. за музика не зависи само од жанрот. Во секој жанр има гадоти. И во рок има гадоти, и во рап има гадоти, и во турбофолк има гадоти. Ама уроки за кокаин која пеа, тоа е. Тоа е како се? Гледај се. Ај се, се што ти е тезата се? Сега си растори тезата. Не е така. Како не? И во рок има грозоти кои пеат за кокаин. Например, кокаин around my brain, дека него го уништил кокаинот, има во рок песни. Да, не, ама има и за слава на кокаин во рок песни, така што те молам. Значи нема Да, пороците во сите жанрови се Во сите жанрови, да. присутни низ призма на хвалоспеви, меѓутоа поправете ме ако грешам, мислам дека не било никогаш изразено како денес. Послободно се чувствуваат и авторите тоа да го пишат во текстовите, а и подостапно на конзументите на таква музика. Значи, види, кога се гледа едно општество, мораме да го гледаме малку и сеопатно. Мислам дека ова социјално расслојување што се случи во Македонија има своја црта Се сложувам скроз. во регионот, не во Македонија. Иако ова е па нетипичен случај се, знаеш, ова. Дете во средна класа фамилија. Висока средна Не, класа. види. Знаеш, онака, Значи, ова е дали треба да го обвиниме ова дете?
Знаете, сега некои велат, еве, гледајте монструмот, ту бил толку луѓе, нема да оди во затвор, ќе помине нели во поправен дом. Ја би рекол, да, тоа е сепак дете. Но неговиот родител, оној кој дома оставил 2 пиштоли, наводно он ги заштитил во сеф, дома чувал оружје со кое може да се убијат 30 на 50 на луѓе, и он го заклучил во сеф, и сега ние сите ќе веруваме, леле, колку беше безбедно. Неговиот родител треба да, тој што го носел на стрелиште на 14 години, и ова треба да биде символ и македонското општество да погледне. Ја по социјални мрежи константно гледам деца со пушки како ги носат на 12-13 годишни, под 18 години, како ги носат нивните родители, дали на лов, дали на стрелиште и така натаму. Земи бе, собери ги сите у полиција, не мора, ја не викам да ги затвараш, направи муабет. Кажи им, луѓе, ова што го правите не е здраво. Во следното ваква прилика, која ќе видиме дека на вашето дете сте му дале пиштол или пушка, кои се реални, кои не се играчки, ќе ве викнеме во полиција, ќе платите казна. Ме разбирате што се кажа да ви кажам? Значи, не мора секогаш да се оди на пеналитет. Да. Некогаш треба да се оди на едукација, не види, знаеш. Ова вчера го слушав председателот Вучич, тој знае да биде драматичен, меѓутоа вчера беше И вчера беше драматично. Но беше многу поинаков од тоа што сме навикнати да го гледаме. Вчера имаше една црта во неговиот разговор, неговиот брифинг, која што беше многу длабока и когнитивна. Она што го кажа е сигурно е точно. Во смисла дека институциите си ја направиле работата, тоа е точно. Сега работата е се што се недостасува. Значи очигледно во овој нов начин на живење некој момент недостасува. Ова што кажува Љупчо, јас сум сигурен дека полицијата и кај нас точно знае кој дете носи на лов и така натаму, за тоа си има и проверки и така натаму. Не се сомневам. Па земи му го сега не знам законите дали тоа што велат законите за таа работа, тоа треба да се види убаво. Тука можеби треба некоја добра, како се вика тоа. Тука треба нешто, тука да се чепне во смисла да се заакне законодавството во... Да, затоа што види, општеството се менува. Пак ќе кажам, ова околу носење на оружје. Едно е почеток на 19 век планински села, друго е урбано живење во Скопје, град од 600 години. Постои во светов... Па дури во Валандово. Постои во светов институција, постои во светов, во државна институција се нарекува полиција, која има оружје, постои војска која има оружје. Агенциите за обезбедување би требало, но не на автоматско и така натаму, нешто најбейзик оружје да имат, затоа што сепак е вчера загинал обезбедувач таму. Ме разбирате што сакам да кажам. Значи да, тие луѓе треба да имаат оружје, ама не може како тука да имаат М16. Прашање и како страйк. Да. Постои несмртоносно оружје. Со кратка пауза за реклами, по која се враќаме во вториот дел на ова емисија. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Србија тагува по трагедијата, тишина, цвеќе, запалени свеќи и играчки во Белград за убиените 8 ученици. Покажа српското општество своевидна солидарност и свест после ова што се случи. Треба да покажеме и ние како општество, и токму затоа е важно да ги отвориме овие дебати. И ме радува што оние обиди во Србија ова да се политизира завршија неславно. Ова не е тема на политизација. Не е политичко прашање. Ова не е прашање на дневна политика. Не, на крајот од денот, јас сега малку пошироко од вас двајца ќе гледам, ова и е политичко прашање, затоа што токму начинот на водење на политиката води до овие работи. Как? Доколку, така, знаете, на крајот, доколку во Србија постоел закон со кој се забранува поседување на пиштоли и огнено оружје дома и нивно чување дома, овие 8 деца ќе беа живи. Така што да, ова е длабок, не е партиско прашање. Добро, но е длабоко политичко не дневно политичко, него сакаш да кажеш општествено политичко. Општествено политичко прашање. Тука си сосема во право. Тука се сложуваме. Дури можеме да кажеме еден позитивен пример. Јас се сеќавам дека 90-тите, кога
црногорците тргна со една политика, не знам кој е успешна. Ми викаат дека некои ми викаат успешна, некои не успешна. Кај нив на свадбите нели да се поднамали она пукањето. Да. Велат дека наводно успешно тоа до некаде завршило, не знам сега, ако Ја мислам клучниот збор дека е до некаде. Не, затоа што јас имаме две искуства. Сега, едно скорешно искуство, многу позитивно, многу така, како што треба, нормално славие, меѓутоа едно малце од мојата која студент, која сум бил таму на свадба, она беше, бога ми, како Сталинград, како изгледаше свадбата, мислам, во еден момент. И не безбедност, него не знам како да го наречам, не да Боже. Сталинград, бе. Не. На свадба со панцир и со шлем. Па да, исто и во... И калашникови работа, не знам сега ние да бидеме знаеш кој беше деталот, што ми беше најсмешен, знаеш, кога се поднапијат малце, кога дава пиштолт кај сопругата и таа отвора и го става во чанта, знаеш, тоа е како едно... Види, Ивица, сега види. Да. Ние исто имаме и вакви паралели во нашето општество и дури мислам дека ние кои ги застапуваме овие тези сме длабоко малцинство. Не, мислам дека сме огромно мнозинство. Не, извини. Меѓутоа тивко мнозинство. Извини. Ние седиме овде во ова студио и зборуваме за вакви регулативи колку е битно да се донесат, а ти на секој изборен циклус на 1,5 километар од нашето студио во Чаир, кога има дуи митинг, се пука со калашникови. На секој избори, до сега стотици снимки излегувале од тоа и никој никогаш за ништо не одговарал. Чекај бе, дечко, од каде ти е тебе овој калашников? На сред Скопје. Како пукаш не само тоа на сред Скопје, глупо. А ваму овие се дел од власта, тоа не дел од власта, туку буквално се константен дел од власта, со огромна поддршка од меѓународната заедница и апсолутно. Каде што само другите им се менуваат како владини партнери. Да, они се константна Они се некаква. константа, И сега видете, извинете вака, но ние овие цивилизирани дебати што ги водиме за 21-виот век, значи тази сега ја разговарам тука за одземе ловечко оружје, да се стави ловечки домови, за тоа, за самоодбрана, да не постои такви глупости, дома чување оружје, што е едно пацифистичко гледиште на сите современи општества и сегде. И пак еве се да кажам за Љупчо, да го дополнам затоа што знам како ќе го нападнат. Нема намера да влегува во некои меѓуетнички работи. Еве, кога ПДП на времето имаше пиштоли и пушки на и калашникови на нивните митинзи. Никогаш. Не постои веќе партијата за демократски просперитет. Кога имаше Тие луѓе што беа во таа партија милитаристичка и сега сите, од друга страна, па сега ова е ќе употам порака затоа што не сакале да признаеме или не, поголем дел од нашите слушатели се етнички македонци. Сакаме да упатаме една порака до сите етнички македонци кои сега ќе ми зборат дека многу е важно дома да се има оружје, дека тоа е дел од традицијата. Која традиција? Да, дека од дедо му, прадедо му останала пушката и сега он си ја гледал и си ја гланцал и така натаму. И јас ќе им кажам, ако сакате да имате таква милитаристичка култура и ако сакате да се наоружувате, еве ви имаме многу поуспешен пример од вас, значи, и ако вие како да кажам, уживате во тоа оружје, еве тука има некои кои многу повеќе уживаат од тоа оружје и во многу поопасно оружје уживаат од вас. Не бе, еве сега ќе ви кажам друга една работа, значи, во однос на тоа, ако некој сака, нели оставено од дедо, од прадедо, еве, ја ќе кажам, во моето семејство имаме прадедо ми едно трофејно оружје, кое што извадена е иглата, ставен е гипс во цевките што е на оружјето и изгланцано е кај еден мој вујко се чува како експонат. Така. И тоа е трофеј, така. Еве чуеве ти културата, така. Да кажеш, прадедо ми, затоа што носел... Не мора да убиеш со пушката на прадедо. Точно, ме разбираш, значи може да биде... Ама гледајте се, ние зборуваме за оружјето и ја се сложувам со се кажано, меѓутоа оружјето и неговата употреба се само последица на тоа што системот го зезнал до моментот да дојдеме ние до оружјето. Денеска девалвирана е улогата на сите оние што треба да спречат едно дете
да дојде до момент да посегне по оружје, дали кон себе, дали кон други. Ние имавме случаи деца кај што не можат да издржат тортура, еве овој решил ки им се свети на другите, меѓутоа имало деца каде што сами Па имавме многу тоа исто скоро, и кај нас многу имавме скоро во Скопски Корчагин. Тоа сакам да кажам, кај нас имавме таков случај. Во Србија дури на секои 2 години по еден таков случај се појавува малиот Алекса, па сега не можам да се седам на сите имиња, нека не замеруваат тие што не слушаат. Меѓутоа некој што кажа и ти Лјупша Преска, не знаеме однапред кој со каква психа е. Некој ќе седне, ќе размисли, ако е јак карактер ќе преброди, некој ќе се обрати, можда ќе му биде помогнато, можеби нема. Прашање е зошто нема и ако нема, каде тоа ќе одведе? Каде тоа ќе одведе? Значи, еве, греота е и за тие деца што сами по својот живот посегнали за нивните фамилии, а греота е и за ова што се случи вчера. Не знам колку се слушате со мене, голема улога, мислам дека има и тоа што улогата на педагозите, наставниците, психолозите е девалвирана. Наставникот веќе не може да му каже на детето прекорен збор, од 10 родители можеби 5-6 ќе дојдат во одбрана на детето. И јас порано кога ќе направам глупост некоја во школа, јас знам дека првиот филтер мене ми е наставничката. Тука се тресам, вториот филтер ми е дома превоспитувањето. Ја уште ја памтам Билјана, наставничката од 1 до 4 која користеше метод прачка. Значи, и сега денес она би била прикажана како монструм, како ова и како она. Добро, може и без прачка сега. Добро сега, Ивица, да се разбере. Сега јас сум бил професор, може и без прачка. Ти си бил у средно и нас не тепа. Значи, остај ти основно образование каде што ти ги уљудуваш. Значи, добра, каде што ги правиш... Најфрагилни карактери се тука уште... Да, значи, у основно образование, они излегуваат голем дел што не оделе во градинка, ги чувале баби и така натаму, умало им била единствена социализација и така натаму, и сега ти ги имале дома дадилке денес во Скопје, па сега тоа најчесто затоа што не ни може во одредени општини ни да се најде место во градинка, полни се градинките, и ти ги носиш од дома во најголем дел од случаите, па и од градинка ги носиш во организиран систем. И тука, доколку не се нам направи оној клик на дисциплина, после до крај на животот остануваат да бидат нестабилни карактери. Ја не викам сега да ги лупаат од кјутек деца, но некои дисциплински мерки за однесување... Постојат и ненасилни дисциплински мерки. Ја бев ужасно дете, знаеш. Им лепев мастики на девојчиња у глава. Не знам како да ти објаснам. Но, после пар, како се вика тоа, прво реакции... информативни разговори. Прво реакции од наставничката, значи која разговараше со моите родители, после дома ми беше пекол да си отидам и дома, затоа што моите родители не беа у фаза да ме заштитат мене. Па потоа разговори кај педагог, кај што ме правило, зборам за прво оделение, знаеш. Каде што разговарав со педагог, каде што имавме професионален педагог за разлика од овие партиски кадри кои за мизерна плата денес работат. Ние останавме нешто од Југославија, некој систем, педагогот беше на постара господја кој од 70 работел у школа, од 80 како да ви кажам. Ама на нас кога ни кажа ќе те пратам кај педагог, тоа беше нозе ти се тресат. Ти се спојуваат црвена и плава, ме разбираш. Нозе ти се тресат. Сега е голема работа, ајде да ја видам која е таа да си направам. Ама сега е престиж да отидеш кај педагогот, че фраер си кај педагогот ако си завршил. Кај педагог. И сега, после серија на такво, значи, да, сум имал такво однесување, после серија на такви настани, више на управо полугодие те вкалапуваат да бидеш цивилизирано дете. И после тоа си трае се надокнадува, и после у 6-7 оделение стануваш више малтене бубалица, само благодари од едно дете кое имало, ти викам, пред себе, мене бабе ме чувале, не сум имал некоја голема социализација, од дете кое не било во организирана заедница, кога влегува за прв пат у организирана заедница благодарение на тоа што човекот се уште е животно, нели му се активираат оние инстинкти на алфа да се докажува да прави глупости тука, и на крај
Види, се доведува во една да станеш едно нормално дете со нормално поведение. Иако знаеш, премногу сме критични кон себе, мора за некои работи да кажеме дека како општество имаме и добри дебати. Например, мене многу ми се допадна што на минатите локални избори една од главните дебати беше околу тоа дали е возможен опфат за секое дете во секоја општина во градинките. Зашто таму почнува социализација. Апсолутно. И Лјупчо за ова е право. Има разлика кога дете кое што од 2-3 години веќе е во социализирано низ еден систем и дете кое што почнува од прво одделение. Фактот дека потребата, прво, тоа укажува на многу работи. Тоа укажува на фактот дека еве да речеме во Македонија сме стигнале до еден ниво на еманципација на жената, каде што 20 родители работат, имаат кариери и општеството треба да ги згрижи децата. Дека како општество општините треба да овозможат, нели, и државата градинка за сите. Тоа беше добра дебата, тоа мораме да го поздравиме. Го прават со лоши работи. Едноставно не се доволно едуцирани да ги сносат последиците и не за џабе денес се поминува и обука за оружје поседување, но треба да знае, еве сега добар коментар имаме. Стојанче Ангелов вели јавно даде на Facebook снимка како син му го тренира да пука со службениот пиштол и што ќе се случи утре, не дај Боже, еве ќе се скара со некој другарче, да, не значи дека синот на Стојанче ќе го направи ова, но ова е лош пример. Не е Стојанче лош човек, го познаваме сите, го знаеме сите ние Стојанче. Но ова што го сторил не е убаво. Стојанче, он не размислил за последиците од тоа. Не размислил за тоа што може да му кликне во главата на тоа дете. Не може дете да обучуваш за огнено оружје, не му е тоа работа, не му е тоа место. Огнено оружје може да управува човек кој поминал обука, човек кој поминал кој има потреба од тоа, не знам, ловец, окей, легитимно. Некој велат ловот е лоша работа, некој велат ово она, легитимно постои се уште како спорт и ќе постои веројатно додека постои човекот, затоа што поради ловот сме станале луѓе или кои сме почнале дел е од нас. Но треба да се поминуваат обуки, треба оружјето да се чува организирано во полициска станица или во, како се вика тоа, во ловни домови кои што регулирано под клуч, ке се знае кога се издава, кога се враќа, кога се чисти и така натаму. Ако си ти ловец и ако целта ти е да ловиш, зашто ти е пушката дома? Гледай са, колку е... Нели целта ти е тебе ти да ловиш нешто? Ако ти е целта да ловиш нешто, зашто ти е пушката под кревет? Ке си ја чуваш организирано, државата ќе ти ја чува. Гледай са колку е целиот овој проблем. Или спортскиот клуб под специјален режим, повеќе слоен. Значи, оружјето, социализацијата на детето, неговата прифатеност и слобода да збори за своите проблеми, системот, педагозите, психолозите, влијанијата на тоа што го гледа и што го слуша, кога се тоа топтан на куп ќе го ставиме, што се тоа во главата на едно 13 годишно дете прави кое што се соочувало со одреден проблем. И значи, многу важно, луѓето ги забораваат тие што велиш неве и му ја расекувале устата, го малтретирале. Значи, од кај знаеш дека некој од тие таквите утре нема да направи уште пострашна... Го кажа началникот на полицијата во Белград, кога го праша дали претходно имало случај. Да, ја читав дека бил малтретиран, меѓутоа не слушав во детали. Ја пресконференцијата синоќа ја гледав. Ја па за разлика од тебе, за тоа добро се надополнуваме. Ти си ги читал оние медиумски извештаи, а јас само официјално тоа што ја гледав. Да, и го гледав вчера на инсайдер Александар Стевановиќ од Институтот за криминологија во Белград, човекот во 12 минути, па јас мислам дека кажа многу содржајни работи што треба и родители да ги погледнат, меѓутоа и структури образовни, безбедносни, и он кажува дека студија еве една која што е заклучно со 2017 година праена, дека во детските содржини и филмови едно дете на возраст од 10 до 14 години годишно се среќава со 20 и не знам колку се, не ми тегна точна бројка, илјади сцени на насилство.
А дека еден цртан филм содржи околу 25 или 26 сцени на насилство, каде што тоа така си проаѓа во цртаниот, во содржината што детето ја Але гледа. добро, сега види, искрен да бидам, еве ја која растев Том и Джери, не беа баш нешто. И оној со петелот, као се викаше. Не со петлот, него сегаш да кажеш на брзата птица и трица и којато, имаш која еден беше. петел, така. Да, ма глед, ние са има персонификација на смртта со коса, иде и ги коси, ги тамани. За каков крик станува збор? Значи, не знам дали ја го гледав вчера, сите други нешто политики тера, тој за образование го обвинуваше Западот, тој за внатрешни работи кажуваше колку полицијата била ефикасна. Оној кој е баш стручњак беше најдобар вчера на таа групна пресконференција. Станува збор за господинот Веселин Милич, кој е началник на полицијата во Белград со долгогодишно искуство. И човекот дури малци плачеше кога зборуваше. нема родители, Не, ама се виде, знаеш, Нема тргни од таа работа. Не знам, Си оставил дете во школа и стрепиш залика земеш. имам некое шесто сетило на 400-500 километри да препознавам човек со интегритет. И стануваше стварно збор за полициски службеник со долго искуство и со интегритет, и тој го објаснуваше случајот, нели, што се случило, како се случило. Прво повикала полиција кога он влегол, се слушале пукање и така натаму. Прво мислеле дека се петарди, веднаш на неколку минути повикала полиција, заменик директорката на школото. После неколку минути самиот ученик се пријавил у полиција и им кажал каде се. Кога го примиле, кога отишли, тоа значи тој вели, тоа значи дека сепак во него тој длабоко знаел дека направил нешто што е погрешно. Нешто што е тотално неприфатливо. Оно што дека месец дена го спремал, он знаел дека ќе направи нешто погрешно и пак не го спречило да го направи тоа. Не го спречило околината. Кога го прашале, неговиот внатрешен глас што треба му кажа дека првата работа која ја кажал е рекол на полицијата дека јас сум психопат кој треба да се смири. Овој вториот дел е многу интересен. Значи, психопат кој треба да се смири. Ова само по себе е еден внатрешен крик, знаеш, на ова дете. Не може да го оправдуваме чинот. Лупче, не сум стручен за ова, значи ова некој психолог или психијатар може да ни го објасни. Ова е мултидимензионално. Да. Ова е толку комплицирано, ова е толку зафркнато, и ја пак ја кажам, мене ми е јасно дека станува збор за таква ситуација. Но ништо од ова не могло да се случи, или односно рамките ќе било многу помали на случување, доколку детето немало тренинг и доколку немало пристап до оружје. Така што на крајот па се и комплицираната ментална ситуација на крај ќе дошла до израз на еден поинаков начин. Може ќе се степал, може ќе избудел некој, ама еден ќе бил. Може ќе било ова, ќе било она. Проблемот е што имал обука и што имал пристап до оружје. Па татко му го заклучил, па ја нашол шифрата. Не бе, другарче, ти дома си чувал 5 шаржери, 10 шаржери со оружје. Ама и сега те прашам, што ке му себе на човек? Замисли се, во аеродром сме, така? Во аеродром е една... Веројатно слична населба живеат и таму, може малку поелитно од аеродром, но... Ма аеродром има елитни згради. Да речеме во една елитно шестокатница во аеродром. Што ке му е на некој 6 шаржери дома да ги чува, јасно? Проглак. Види, јас сум живеел во Бразил, тоа е друго општество. Таму е страшно. Мислам, тоа што се случува со степенот на криминал. Балканот, Македонија и Србија се релативно безбедни во светски стандарди, во европски стандарди земји. Факт е тоа. Мислам, гледате ги, се лошо е ова, не дај Боже да му се случи. Гледате ги статистиките, ние не сме толку насилни општество. Што ќе му е, затоа кажем, што ќе му се некој 6 шаржери дома да ги чува? Што ќе му се? И пак, Лјупче, ова е само еден аспект. Има аспекти ова тема. Ова многу работи се испреплета. А во однос на ова, мислам дека еве сега треба овие прашања убаво ги поставаш, што при Советот за радиодифузија. Види, Советот за радиодифузија, за жал,
има само ингеренција да ги контролира радиодифузерите. И ти доколку ги... На кабловските оператори? И Има кабловските... Па добро, види, Сега. проблемот е што денес овие работи, овие деца не ги гледаат на телевизија. Проблемот А и е тоа е што... точно, Да, проблемот е што знаеш кај е проблемот? Ке му забраниш на телевизија, ќе седне Има на компјутер или на телефон. Сите се на телефон. За 15 секунди ќе Поминете, најде. еве, тука имаме средно училиште до нас, па у кафичот, кога ќе идеме во кафичот, заедно со нас, нели, доаѓаат и ти од средното, седат 20 души, сите буљаат од телефон. Знаеш кај е проблемот, Ивица? Проблемот е што некои софистицирани држави во светот, особено тука предничат Германија, Шведска, Норвешка и така натаму, и она што се нарекува YouTube, и она што се нарекува социјални мрежи го ставија под државна контрола. Ние во Македонија имавме случај, Никола, 2 деца за малку ќе загинеа поради TikTok, се сеќаваш, снимаа видео на TikTok. Логично е бе да е така. Да. Има изгореници од прв степен. Така беше. Скоро беше, кога беше? Има 2-3 недели, знаеш. Зошто TikTok не се забрани во Македонија? Едноставно не може да доwnloadираш. За TikTok. Зашто е забрани па тогаш Instagram, Ама Facebook, TikTok е забранет во многу земји во светот. TikTok е забранет од други причини, не од тоа. Да, ама гледај TikTok е sad. забранет од геополитички причини, кои ги собира метаподатоците. Не од таа Види, причина е ја забранет. не мислам дека треба да се забрани, ама да постои некаков филтер што, како, зошто и за кого. Се може да биде корисна алатка ако се користи на вистинскиот начин. Значи, и социјалните мрежи, и интернетот, ако се сервираат содржини од кои што може нешто да се научи. Замисли го само ти ефектот, го зборевме преска бака прасе. Замисли го сега ефектот, он да излезе и во 10 минути да одржи некој говор каде што ова ќе го осуди и каде што говорот ќе му иде во правец на ова што ние го зборуваме. Не. Ама нема тоа се случи, знаеме. Никола, и јас, дај Боже да се случи, разбираш. И јас и ти многу добро го Затоа пак викам кој за што го користи тоа што оружјето што му е даено, оружјето по наводници. И јас и ти многу добро го познаваме Драган Павлович Латас. Немам до ден денес лошо мислење за него. Се сеќаваш нели она што го каже кај Лазаров во подкаст. Да. Доколку Латас го кажеше она во емисија што се емитува исклучиво на телевизија 18 плюс после 12, 10 и пол негде кај што имаше на времето Мелита, ово или оној. Знаеш оние емисии кај што по табу теми за секс се отвара. Мислам беше Синадиновска, не е. Синадиновска, не знам, не ми зимај за збор, доколку го кажеше таму, мене немаше да ми биде проблем лично. Проблемот е што тоа отиде на YouTube кај Лазаров кој го гледаат деца. Знаеш, и тука мене ми создаде тоа една лична иритација. А видја, после тоа па у парламентот премиерот отиде таква гадост и никој не реагираше. Да. Од истиле што крена гласа. Апсолутно, не. Значи не, ја пак ќе кажам, да. Дури мислам и дека и Драган Павлович Латас не беше свесен што направи за тоа што тој не беше свесен каква публика има од другата страна. Ме разбирате кај е проблемот? Он се однесуваше, веројатно не ни прогувал, не ни знаел која е каква популација ја гледа. Така го викнале во емисија, рекол ајде да отидам да се зафркаваме, што е окей, нели? Веројатно мислел дека нели Лазаров е некое такво по-лежерно шоу и така натам. Ти да го кажеш тоа на телевизија, да иде негде после 10, да иде во некоја таква опуштена лайфстайл атмосфера е окей. Проблемот е што овој го гледаат деца. Ме разбирате, понекогаш треба да се најде, да се прилагоди што е за деца, што е за возраст. Например, ова што ние го говориме на Сабајле е политичка едукација и кај нас не е проблем и деца да слушаат, знаеш. Ако имаат афинитети кон тоа, не користиме вулгарности, не користиме така на тоа. Но некои програми едноставно не се за деца и тоа треба да биде регулирано од државата. Што е за деца, што не е за деца. Ама треба да видиме кој ќе регулира и како ќе го регулира. Да, тоа е второто. И повторно доаѓаме до онаа тема после на социјално раслагивање, што јас постојано го зборувам, сега како да кажам. Во услови на суров капитализам, родители од работничката класа или од сиромаштијата немаат и да сакаат можност да имаат таков увид во животот на децата, затоа што треба да заработат живеачка за тие деца. Тука доаѓаат институциите, тука доаѓаат школите. И пак речем, ми се допадна ова што
ги вративме темата на градинките како една Така, значајна тема, така? Ај сега да вратиме таа тема на школата. Школата треба да биде една од главните центри на заедницата во една општина, во едно живеалиште. И пак ќе кажам, проблематично е затоа што школата треба да биде најбезбедна институција кај што ова што го викаше Лјупчо, социализација ќе им се пружи на децата. Тука се и медиумите, во право си, меѓутоа медиумите во моментов се малце во една трансформација, одиме кон дигитални медиуми. Не едно било кој имаш само вестници, телевизија и радио, сега веќе Нема при секоја трансформација првенствено имало декаденција, знаеш. И кога отишло од вестник у радио, од радио телевизија, прво лапање имало на телевизија, прво гледале жени на телевизија, затоа пуштале телевизија. Прво нешто на телевизија што се појавило е, знаеш дека во сексуална провокација, па еве сега денес телевизијата е разумно средство но тоа само воведел во светот. Во еден поголем дел од светот и макнеш е работа која што не се прикажа. Сега може да дискутираме прифатливо, неприфатливо една друга, ама пази, има тука и многу точки. Знаеш, ја следиш оваа модава денес, исто е секи си дадеме за право да бидеме слободни. Ова жениве сега сите што изгледаат исто. Некој тренд на денешницата што го имаат. Не ми се свиѓа баш тоа. Ова од задруга доаѓа тоа, од Србија доаѓа. Не се сите сега. Не се сите, ама за жал имаш тренд кај што се повеќе заликуваат едни на други. И не знам зошто им треба тоа е пак личен избор. Само ќе кажам дека мене тоа лично не ми се допаѓа, ама секој со својот ум, секој со својот акал. Последна порека за слушателите на Радио Лидер. Ова знам дека е најтешко прашање, затоа на сите им го поставам. Ова да ти даде некој да го мислиш 3 дена, па нема го смислиш, а не вака кога ќе се сервира. Можам само да кажам дека одлична работа е што посветувате внимание на вакви теми кои што некои или ги избегнуваат елегантно, или ги избегнуваат директно, или ги зачепкуваат само површно, загребуваат по нив. Така што мило ми е што и јас бев дел од оваа дискусија денеска и мислам дека вашите слушатели во принцип имаат што убаво и паметно да слушнат на вашата фреквенција не само денеска. И јас кога ми дозволува време ве слушам и јас, ако не сум многу утрински човек, меѓутоа обично таа активност си ја исполнувам, пошто сум ноќна птица на YouTube. Да, па то. Не, ама една од причините зошто постои емисија е што мнозинството од народот во овој дел од денот не само што е будно, него и работи веќе, за разлика од да речеме еден дел од скопската интелектуална и политичка класа која што станува за некои 2 часа од сега. Да, јас, например, пошто немам класично работно време, немам класична работна просторија и некако врските секогаш си ги организирам или да ми се во текот на денот после 12, или ако можам нешто да сработам со пишување, со мислење, тоа да биде ноќе, пошто сум ноќе подобар мислечки напон, така што... И мирно е, ноќе. Да. Здравковиќ, ние еве сега бидеме среќни само ако еден од шоферите на овие што разнесуваат од Сабајле, нели роба низ Скопје, кои не слушаат редовно и ни се еден од поголемите фан-бейсови. Така, но и во банките. Кафето почнува за нас, така. Да, исто и во банките, ќе ни биде мило едноставно ако имаат некој оружје, ако се откажат од него. Да, тоа е било и дека ако барем за 0,0000001 ја намалиме ставката. Можеби ќе звучи како клише, меѓутоа нели клишеата се клишеа затоа што самите се повториле низ животот и се потврдиле како точни, дека треба луѓето едни на други да се видат посветени низ муабет, низ дружба, да не се отуѓуваат едни од други на сметка на на било што, затоа што има една многу убава израка што од српскиот глумец Ненад Јездич, таа ја кажувам секаде, дека
човек само низ човек може да се спаси. Да, да, баш така. Ти благодариме и тебе. Се надевам дека имавме доволно простор. Одличен статус на социјалните мрежи. Жал ми е што не можам да го прочитам затоа што е напишан на српски, а ние сме како се вика, носители на фреквенција на македонски јазик. Исто како што ми е жал што за оваа ситуација Поентата ја да, што за оваа ситуација нема да можам исто на српски јазик, затоа што македонскиот превод и не ми се допаѓа да ја прочитам песната на големиот српски поет Владислав Петковиќ Дис, која се вика Наши дани, која што баш ги опишува сите овие ситуации, а е напишана негде пред Првата светска војна. Таа песна ми дава надеж дека ништо не се сменило, што е добро. Тоа значи дека и понатаму светот ги има истите борби, истите дебати, само прашањето е колку повеќе или колку помалку ги губиме тие битки за разлика од претходно. Ви благодарам многу и на двајцата. Почитувани слушатели, за жал овој немил настан ни беше тема денес. Од утре ќе гледаме да продолжиме со дневната политика во сабота. Но и со другите теми. Да. Со другите теми кои што редовно ги третираме во нашето студио. Во сабота ќе се потрудиме, не знам како да му се извиниме на кралот Чарлс што сме спречени од јас од семејни причини и од професионални да присуствуваме на коронацијата. Камила уште вчера ми се обрати дека ова е непочитување кое таа никогаш нема да го заборави, но го чува во тачната ордена така. Да. Но жал ни е што официјално ви кажуваме дека нема да присуствуваме на коронацијата на кралот Чарлс. Пронесувањето или на македонски метуваме. Да, се извинувам, сега понекогаш малце знам да забегам со англицизми. Многу е полесно србизам да избегнеш, што ти е тука. Ова е латинизам, кој лезен во англискиот. Да, нема за жал да успееме да стигнеме на таа работа. Без на BBC ќе го гледаме дома. Кралот му посакуваме долг живот и долго владење со обединетото кралство, нешто што не им го посакуваме, ова второто, долг живот им посакуваме, но не им посакуваме долго да владеат овие нас тука што не владеат. За разлика од него. Јас сум Љупчо Златев, главен говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.